Добро вечер. Пред 2 дена е утврден текстот на решението за поведување постапка, а веќе в среда, по неполн 1,5 месец, Уставниот суд, конечната одлука доколку се укинат измените во целина како што предлага иницијаторот, председателот на државата ќе може да помилува осудени лица за изборни манипулации, трговија со дрога, педофилија, меѓународен криминал, како и за кривични дела против човештвото. Во исто време Иванов ќе може и да аболицира обвинети лица уште пред да почне судската постапка. Во меѓувреме во фиоките на Министерството за правда фаќа праши на барањето на специјалното јавно обвинителство за воведување на ново кривично дело попречување на правдата. Откако беа прозвани 8 институции, Скопска единица и обвинителството за несоработка. Додека Љубе Бошковски се подготвува да го напушти затворот Идризово, директорот се уште е во дилема дали да го потпише решението за негов предвремен отпуст. Судскиот совет го прифати барањето на Јордан Митриновски, поранешен судија и председател на апелациониот суд во Скопје, да ја повтори постапката за негово разрешување. Откако судот во Страсбур констатираше повреда во постапката за разрешување. Вечерва прашувам дали судовите се фотокопирници, кои зошто ја попречува правдата. Како со ваков правосуден систем да се истераат правично и праведно сите започнати процеси и оние кои допрва ќе следуваат. Ви посакувам добре дојде во најновиот Клик Плюс. Вечерва со мене во студиото се. Веднаш до мене господинот Константин Кратобалиев, адвокат на Љубе Бошковски. Добро вечер и добре дојдовте. Веднаш до него господинот Јордан Митриновски, екс-председател на апелациониот суд во Скопје. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Благодарам на поканата. Господинот Ване Цветанов од Комитетот за заштита на правдата или заштита и правда. Се уште имаме дилеми околу тоа како ќе се вика иницијативата, но затоа потоа. И господинот Воислав Стојановски од Хелсиншкиот комитет за човекови права и член на Комисијата за помилување. Добро вечер и за вас. И благодарам што прифативте поканата за гостување. Господине Стојановски, ви започнал со вас. Дали оваа иницијатива за промена на законот за помилување би била најбрза одлука во историјата на Уставниот суд на Македонија? Дефинитивно, со сигурност, 100%. Отворени се неколку преседани, вакво брзо одлучување досега не сме виделе од страна на Уставниот суд. Имаме иницијативи кои биле решени за 4 месеци, меѓутоа во тој случај се работело за непосредно поднесување на иницијатива по донесување на некој закон, поради кој иницијаторот сметал дека ќе бидат потешко повредени правата на граѓаните и потоа не може да се врати во првобитна состојба. 4 месеци е најбрзото постапување кое јас го знам на Уставниот суд, меѓутоа во просек помеѓу 1 и 2 години траат вообичаено постапките. Какво очекувате да биде одлуката? Не можам да кажам, јас денес имав можност да го прочитам решението. Таму има аргументи од кои се насетува дека не се доволно разработени со оглед на брзината со која се одвива овој процес. Замислете, тој од поднесување до расправа се најде на дневен ред за 3 недели и сега веќе за 5 недели ние ќе имаме конечна одлука. Не можам да кажам како ќе заврши овој процес. Видовте дека притисокот започна да доаѓа од сите страни, па дури и од ЕУ, што е невообичаено од страна на Европската Унија да се меша во судството, особено во работата на Уставниот суд. Меѓутоа, Уставниот суд во регионот е познат како единствен уставен суд кој бил споменат во извештајот за напредокот на Република Македонија од минатата година, што значи дека неколку преседани се веќе отворени во врска со нашата уставност и правдата. Како го доведувате тоа во релација со извештајот на Прибе, каде точно беше потенцирано дека сите нерегуларности кои што произлегуваат практично досега мора да бидат завршени до одржување на изборите? Ова оди спротивно на она што е извештај на Прибе и препораките кои се во него содржани. Ова многу подсетува на работата на собранието, која без многу расправа директно добива од Министерство или од влада предлог, без расправа на главна седница на собрание, без организирање на јавна седница, едноставно се носат решенија на некој начин на сила, кои потоа сите сваќаме дека не се добри решенија и погледнете ги органските закони, најважните закони, како што и кривичниот законник, имаме некои закони се менуваат до 15 пати во годината. Нити ние правниците можеме да се справиме со тоа. Нам веќе не ни се јасни, не ни се читливи тие закони, па замислете што останува за граѓаните. И особено за таков закон како што е кривичниот законник, кој утврдува активности поради кои можете да завршите во затвор. Дали интенцијата на законодавецот е да направи хаос
во правниот систем на Република Македонија е друго прашање, меѓутоа со бројот на измени Професорот Шкарич во вчерашното интервју за телевизија 21 потенцираше дека треба да се прави разлика помеѓу амнестија и помилување заради тоа што граѓаните се доведуваат во заблуда. Како правен експерт, која е разликата да појасниме? Видете, амнестија кај нас се смета за помилување, тоа е кога веќе некое лице е осудено. Значи се работи за милост на председателот, кој на некој начин му ја дава милоста на оној кој се наоѓа во затвор, да му ја намали казната или целосно да го ослободи од казната. Доека амнестија или она што се нарекува аболиција е процес каде што лицето кое е под истрага, дури може да се наоѓа и во предистражна постапка, се донесува одлука каква што председателот можеше до 2009 година да носи, тоа е дискрециона одлука, меѓутоа и кај нејзе има услови за донесување. Првото е доколку според председателот постојат особено важни причини за државата, да кажеме фатен е шпион од туѓа земја, па наш шпион е фатен во таа земја, па за да побрзо помине размената, председателот да го направи тоа, или доколку председателот смета дека постојат особено важни причини во државата. Дури и овој закон да биде поништен или укинат или поништен од Уставниот суд, председателот сепак ќе мора да има значајна причина за да го користи дискреционото право, кое од независноста до денес е искористено само 2 пати. Вие сте член на Комисијата за помилување на председателот Иванов, практично најнов и последен член. Сте имале веќе можност да се состанете, да одлучувате? Да, веќе присуствував на седница. Да. Фред, ви благодарам. За сега, господине Цветанов, како вие ги коментирате овие последни случувања поврзани со промените во Законот за помилување, протестите кои што се организираа пред Уставниот суд? За жал во Република Македонија се е поврзано со политиката. Очигледно е дека владеачката партија се наоѓа во ќорсокак, после 10 годишно лажење на граѓаните дека добиваат избори на регуларен начин, после излегувањето на сите материјали во бомбите кои што укажуваа на изборни нерегуларности, се случи еден процес на соголување на лагите на владеачката партија, а особено после договорот од Пржино, како последица на протестите кои што се случија на 17 мај и предвидените точки во самиот договор од Пржино и самото оформување на специјално јавно обвинителство, за кое што голем број луѓе беа скептици, но на крај излезе дека работат професионално и се единствената институција во моментов која работи согласно законите, а не по партиски наредби, се случи состојба каде што владеачката партија директно се најде во опасност. Во опасност од кривичен прогон, затоа што специјалното јавно обвинителство пронеде сериозни индиции кои што укажуваат на кривични дела, и тоа не за било какви кривични дела, туку изборен грабеж, добивање на власта преку изборен фалсификат. Делот тие докази беа соопштени на пресконференција, односно индициите за тие докази. И владеачката партија се најде под притисок дека може да падне како кула од карти сиот систем кој што го правеа, тој станува збор за комплексен систем. Значи систем на ставање под контрола на сите институции, или она што го рече претходно соговорникот, смислено направија хаос и во делот на легислативата, и во делот, значи, на функционалност на самите закони, и во делот на функционирање на самите институции на системот во државата, за да функционира еден паралелен систем на партиски директиви преку партиски поставени војници, се во интерес на првите тројца или четворица од врвот на ВМРО ДПМН, во интерес на една организирана операција масовен грабеж на Македонија. Бевте директор на Агенцијата за спречување перење пари. На кој конкретно случај алудирате? Постојат многу случаи. Мојата поента е дека станува збор за систем за масовен грабеж на Република Македонија. Ќе дојде време, ќе излезат на видели на сите случаи и ќе се документирани и ќе се докажат преку судски постапки сите малверзации на власта со цел масовен грабеж на оваа држава, но поентата е дека тие преку избори ја зацврстуваат таа власт и тој систем на паралелно владење на институциите, од една страна преку хаосот кој што го создадоа, од друга страна преку безпрекорната партиска дисциплина и функционирање на една воена хиерархија, паралелно на системот на државата. Значи, уставниот поредок во Македонија сериозно е разнишен затоа што немаме функционалност ниту на демократијата, ниту на институциите, а особено власта се најде уплашена од случајот Титаник, каде што се обелоденува веќе гледаме и деновиве кога го објавија избирачкиот список, колку граѓани биле регистрирани на една адреса, дури на растурени куќи и така натаму. Значи,
веќе доаѓаме до крајот на еден процес кај што ќе се види дека повеќе од 100.000 гласови биле украдени, односно дека имаме изборна измама. А за сето тоа ќе следи одговорност. И да завршам уште со ова, тие се исплашени од завршување на случајот Титаник, затоа што тоа е почетокот на една ера на функционирање и владење на правото во Република Македонија. Околу 34 или 35 случаи беа пријавени преку бомбите. Со самото отварање на сите тие случаи, доаѓаме до една состојба каде што ќе биде разобличен комплетно системот на манипулација, на лага и на грабеж од страна на оваа власт, и токму затоа се сите овие притисоци врз Уставниот суд. А знаеме дека во тој Уставен суд имаме двајца судии со директен конфликт на интереси. Значи, судиката Елена Гошева, знаеме дека незиниот зет Гиевски е представник од владата во Евана Месечини, незината ќерка исто на државна функција. Знаеме дека судијата Јосифовски, односно синот на судијата Јосифовски е шеф на кабинет или еден од првите луѓе кај председателот Иванов, но се силува целата таа работа со цел да се тие прават еден очаен обид да најдат начин да аболицираат предвремено со цел да ја задржат мотивацијата кај своето членство, бидејќи прашање на дене кога ќе се бродот почна да тоне, но прашање на време кога ќе се растури системот. Дали ве охрабри формирањето на специјалното јавно обвинителство за формирање на Комитетот за заштита и правда? Апсолутно. Ние видовме светлина во тунелот. Видовме излез од онаа мрачна состојба во која што се најдовме десетина илјади притворени лица за овие 10 години, за кои што тврдам дека минимум 70% од тие луѓе се притварани без никакви докази. Станува збор за огромен број на кривични постапки во Република Македонија, каде што огромен број на луѓе се осудени без докази. Огромен број на луѓе беа приведувани, притварани, држени во притвор, на крај осудувани и за жал последниот бастион, апелациониот суд, ги потврдуваше тие пресуди, односно вршеше верификација на злосторството. Да. Господине Кратовалиев, како застапник, правен застапник на Љубе Бошковски, излеговте во јавност за да алармирате практично до директорот на затворот за подпишување на решението за предвремено отпуштање согласно уставот и законите. Каков е вашиот коментар по писмото во јавноста кое што беше објавено од страна на директорот, дека поради случајот Ровер работите се такви какви што се и дека практично станува на време да се и неговото дискреционо право да се утврди дали тоа ќе се случи и кога тоа ќе се случи? Ќе ми дозволите да ги поврзам работите. Ова сега што ме прашавте со тоа што претходните соговорници го зборуваа. Значи ние сме сега пред една одлука на Уставниот суд, многу сигурни сите овдека дека таа ќе биде донесена, што е невообичаено, на што укажува брзата процедура на носење, експресната процедура. Имаме интересен став на министерот за правда, кој што децидно се изјасни дека е против таквото нешто, што е едноставно не занемарливо. Од друга страна имаме сигнал денеска веќе отворен од меѓународната заедница дека тоа би значило минирање на процесот, значи кој што се одвива во Република Македонија, за кој што се залагаат. Меѓутоа имаме и цврст став, значи на јавноста која што смета дека иако е неодржливо, сепак тоа ќе биде донесено. Каде имплицира една таква одлука на Уставниот суд? Таа се движи во правец од една страна, значи да евентуално се изврши помилување на овие лица кои што се инволвирани веќе и кои што се на некој начин процесуирани, а кои што учествувале во изборните измами. Меѓутоа тоа е само едниот дел на лицето. Другиот дел на лицето е фактот што ние се наоѓаме пред изборен процес. Значи, пред непосредни избори, каде што таквата една одлука би дала практично можност да, имајќи во предвид дека председателот на државата и понатаму во наредниот период ќе биде истиот тој председател, да се даде отворено зелено светло, да се прави се во тој изборен процес, затоа што кривичните дела опфатени во таа глава сега ќе бидат практично во рацете на председателот на Републиката. И сега мене лично, ако ме прашате од пракса, ќе ви кажам, ако прашате некој серијски убиец, што би сакал да му се понуди? Да му го сменат законот, да му наместат судија некој кој што му одговара, пример, нели, или би сакал евентуално помилување. Секако дека ќе бара помилување. Значи ние ги допираме најстрашната работа во овој момент кој што може да се случи во една држава. А тоа е по волја на председателот на државата да се помилуваат луѓе неограничено многу, а
не би не изненадило кога би се случувало тоа, од едноставна причина што целиот овој процес оди во тој правец и да дојдеме во еден хаос за време на изборниот процес. Сега се поставува едно прашање. Дали е тоа се случајно? Значи, дали е сето тоа само да оди во правец, значи да се помилуваат одреден круг на лица сега, или да се минира целиот изборен процес во оној момент кога ќе се почувствува дека на оваа владеачка гарнитура, значи, им се излизнува низ рацете контролата на изборите. Дали ме разбирате? А ова прашање кое што вие ми го поставивте сега, јас сега ќе се надоврзам. Имаме една ситуација во која што за условно земено претпоставен политички криминал се отвара на голема врата можноста да се помилуваат овие лица. Од друга страна, Љубе Бошковски го спомнавте, е лице кое што 5 годишна казна отслужува како резултат на кривично дело наводно направено во врска со изборниот процес. Велам наводно затоа што многу брзо ќе се види што се крие во рамките на тој процес од кој што произлегува неговата осуда. Значи се подготвуваат повеќе видови на кривични дела, специјалното обвинителство поврзани со тој процес. Што сакам? Сакам да дадам само една компарација во врска со ова што ме прашавте. А тоа е дека него сега практично при одлежана целосна казна не му се овозможува, она што ме прашавте, од директорот на затворот да излезе 3 месеци порано. Она што го добиле практично сите затвореници до сега, кои што ги исполнувале условно земени условите, немале дисциплински и така натаму, да не се повторувам прекршоци, а од друга страна се носи од страна на Уставниот суд можност да комплетно се помилуваат воопшто одредени лица кои што можеби многу подлабоко нели се влезени во одреден криминал. Да ви одговорам конкретно на прашањето што ме прашавте. Видете, значи сега немаме никаков одговор. Она што директорот на установата го соопшти на јавноста е некое соопштение кое што тој мора да го даде. Тој не може нели сега да се крие и понатаму во институциите, затоа што знам дека не беше достапен за едни и за други, па дури и за нас адвокатите не беше достапен за да можеме да искомуницираме. Фактите се следни. Значи тој законот како што условува може да даде отпуск од 3 месеци. Тоа е веќе усталена пракса. Значи ова представува преседан што се случува за господинот Бошковски сега. Меѓутоа, ако го прочитате законот во став 2, тој вели врз основа на општ акт се утврдуваат условите со кои што директорот го дава тоа право. Значи тоа не е дискреционо право, онака како што тој се обидува да го прикаже на јавноста. Туку врз основа на одреден... Туку точно општак, објективизирани критериуми, кои што кога едно лице ќе ги исполни, тогаш на изглед доаѓа правото, значи да тоа лице има отпуст од отслужувањето на казната. Очекувате да сноси одговорност директорот доколку не постапи согласно тој акт? Видете, не постои функција која што со себе освен право не повлекува и одговорност. Значи кога тогаш ќе се стават на маса некои работи и ќе мора да се отвори и таа сказна да видиме зошто и како тој не е пуштен. Од друга страна, веќе кога ме прашувате за тие 3 месеци, јас морам да напоменам дека тој се повика на наводни пречки во судот. Во процесот Ровер. Значи во процесот Ровер имаме повеќе обвинети. Господинот Бошковски е 7 обвинет во процесот. Сите лица кои што се во процесот Ровер се на слобода. Ги соборија сите можни рекорди за седење во притвор кои што се познати. Значи и тие се бранат од слобода и доаѓаат редовно. Значи тоа време кое што тие лица го поминава, притворено се покаже како апсурдно и непотребно, меѓутоа луѓето обвинетите си преседува. Сега тој како 7 обвинет во процесот се поставува прашање дали е потребно или непотребно да се... И тоа замислете од кого? Од директорот на затворот, кој што не е ниту судија, ниту припаѓа на судските органи, значи апсолутно нешто што јас не можам ни да го објаснам како можеше да си дозволи да каже дека судот и така натаму тоа. Од друга страна, од самиот суд, судечкиот, значи председател на советот, кој што постапува по предметот Ровер, веќе еднаш се произнесе што не е вообичаено дека на господинот Бошковски треба да му се дадат сите права кои што му следуваат во казнено-поправната установа. Господине Митриновски, условно кажано бевте жртва на еден процес, го добивте спорот против Македонија во Страсбур во врска со вашето разрешување за постапувањето во случајот Бајруш Седију. Дали може накратко сумарно да ни ги соопштите детаљите од тоа како поминавте, односно на кој начин, каде беше прекршена процедурата? Па, за пресудата
од Страсбург беше и во медиумите и во штампата објавено главно на што се заснива пресудата. Во главном е повредата на член 6 од конвенцијата, која е направена од стартот на поведувањето на постапката, значи од самото поднесување на барање за мое разрешување. Значи уште на самиот старт постапката беше повредена и таа постапка одеше до крајот, дури до жалбената постапка. Значи низ целата постапка се провлекуваше таа повреда. Судот најде повреда и на другите одредби по кои јас аплицирав, меѓутоа нагласи во пресудата дека нема потреба да ги елаборира ни, бидејќи доволно основи даде за повредата на член 6 од конвенцијата. Главно беше судирот на надлежноста и повредата на поведувањето на постапката од подносителот на барањето, кој претходно заседаваше со Кривичниот совет на Врховниот суд, донесе заклучок со тој совет за поведување на постапка против двајца судии од апелациониот суд, меѓу кои јас. Поведоа постапка и тоа интересно беше, прво беше насочено барањето дека сме примениле, погрешно сме примениле две одредби од ЗКП, а дека не сме смееле да ги примениме, тоа беа гаранцијата и кучниот притвор. После, насред седницата, кога видоа дека по член 185 став 2 од ЗКП може да се определат двете мерки, дури гаранцијата на некој начин го зајакнува извршувањето на кучниот притвор. Значи, лицето кое ќе се стави во куќен притвор, ќе се стави, оти решението не беше ни правосилно, дека подобро ќе ги извршува условите на куќниот притвор, кои му се определуваат. Тоа решение не беше ни правосилно, ама кога видоа дека по законот може да се определат двете мерки, го изменија на сред седница барањето, дека не сме ја примениле одредбата на член 207 од ЗКП, која исклучиво се однесува за притвор. На мене постапка, ние за гаранцијата одлучувавме на 6 декември 2010 година, барање за мое разрешување е поднесено на 10 декември 2010 година, а ние за притворот одлучувавме на 16 декември. И решението е познато и на јавноста какво е решението во однос на притворот за дотичното лице. Значи, ме разрешија и цело време постапка се водеше против одлука што не смеја ни донеле. Значи, цело време фигурира во постапката одлука што не смеја ни донеле. Кога денеска би требало да го судите истиот случај, како би постапиле на ист начин? Одредбата на член 207 беше спротивна на конвенцијата, на член 5 став 4 од конвенцијата. Ние тоа го утврдивме и по мое заседание на колегиум на судиите на апелациониот суд, тоа беа 50 судии, значи, донесовме став на колегиумот дека таа одредба е спротивна на конвенцијата, а бидејќи Македонија ја ратификувала конвенцијата и е должна да ја применува, дури директно треба да ја применува конвенцијата, значи ние пред таа одлука ние во низа случаи, во многу случаи ја применувавме одредбата како да има право и бранителот и обвинетиот да поднесат жалба. Значи, тоа не се косеше со ниеден закон. Значи, конвенцијата има супремација во однос на нашиот ЗКП. Конвенцијата е на едно повисоко ниво од нашиот ЗКП и затоа слободно може конвенцијата директно да се применува. Значи, нема тука никаква повреда. Апсолутно, ни тогаш, ни сега. После тоа, бидејќи бев член на работната група за изработка на ЗКП, може и колегата Воислав знае, од страна на Гордана ми беше дадено таа глава да ја обработам за мерките за обезбедување на
присуство на обвинетите во кривичната постапка. Сите новини таму што се на некој начин мој предлог и моје дело се да се рече такаде. И меѓу нив одмор се вгради во член 207 правото на жалба. И уште тогаш беше донесен новиот ЗКП, значи во тоа време, истото време кое се совпадна барањето за моје разрешување, веќе беше донесен новиот ЗКП, само што беше одложено неговата примена. А во одредбата на член 207 си се вгради правото на обвинетиот и на бранителот на поднесување на жалба. Значи, Како го доведувате, например, ова во контекст со случувањата во врска со осомничените од специјалното јавно обвинителство во акцијата Титаник? Таму немаше за ниту еден определен притвор, иако основата беше дека можат на индиректен или директен начин да влијаат и врз материјалот и врз сведоците. тоа е очигледно противзаконито работење на денешното судство. Не може за таков случај да се замисли и да не се определи притвор. И своето мислење во однос на потребата да се формира специјален суд, јас го изнесов во една претходна дебата и сега стојам на тоа становиште дека додека не се формира специјален суд, не може да функционира специјалното обвинителство. Секој пат ќе биде блокирано или изиграно. Основ за тоа има и во Уставот. Одредбата која 98 став 3 од Уставот само забранува формирање на вонредни судови. Ако се видат и уставите на Словенија, Хрватска и Србија, во самите устави стои дека покрај тие општите судови има и специјални. Така си стои зборчето специјални. Тие не ставиле зборче специјализирани судови, под тоа, значи, име специјални судови, ги крстуваат трговските судови, прекршачните судови, судови за работни односи, по тоа се водат специјални судови, значи и по тој назив и кај нас може да се формира специјален суд. Друго, во најмала рака може да се формира специјално оделение како што е во кривичниот. Ама треба да се формира и на прв степен и во втор степен, за да има прооднос на предметите. Ако е само во првиот степен, овие што се составот на денешното судство во втор степен нема да го пропушти предметот во втор степен. Господине Стојановски, истото прашање и за вас. Како ги доведувате во корелација случајот на господинот Митриновски и ова што се случува денеска поврзано со работата на тимот на специјалното јавно обвинителство, определувањето, односно неопределувањето мерка притвор? Ќе ми дозволите пред да одговорам да се осврнам на двата предмета и на господинот Бошковски. Ние сме негов застапник пред судот во Страсбург во врска со предметот, така наречен предмет кампања. Сето она што го кажа неговиот адвокат е точно, меѓутоа има и повеќе. Господинот Бошковски ниту еднаш не изгористи бенефицијата викенд надвор од институцијата. И покрај тоа што тоа како право му следува на секој осудено лице кое здржало 1/3 од казната. Се сеќавате дека господинот Бошковски пред тоа 5 години помина исто така без да користи бенефиција. Господинот Бошковски е единствениот човек во Република Македонија кој затворен поминал 10 години без ниту еднаш да може да излезе. И кажете ми каде е тука ресоциализацијата во процесот на казнување на осудените лица. За жал, постои правилник од Министерството за правда кој вели доколку против некое лице се води веќе друга кривична постапка, тој не смее да го користи правото на бенефиција. Ова е сосема спротивно на Уставот, затоа што и покрај тоа што се води друга постапка, точно е, презумцијата на невиност е на сила. Што значи господинот Бошковски не е виновен за случајот Ровер. Она што го кажува директорот на затворот, дека тоа би бил проблемот. Тоа не е точно. Како прво нема ниту една одредба што го спречува него да му даде отпуст 3 месеци пред завршетокот на казната, затоа што се води друга кривична постапка. Таа друга кривична постапка ја водат обвинителството и судството. Тие би можеле, тие кај си го преземат предметот, дури во крајен случај обвинителството може и да предложи притвор, што се разбира треба да биде одбиен, затоа што не постојат веќе основите и сите оние во тој предмет кој беа во притвор не се повеќе во притвор. Голем е гревот кој се прави против господинот Бошковски. Замислете, 10 години
затворен, без да може да излегува, да се гледа со своите најблиски и на некој начин да се ресоциализира, доколку навистина е крив. Ние не сме сигурни ни во тоа, затоа го застапуваме во Страсбург, затоа што беа повредени сите детали, сите Докаде е правичното постапката, судење. да? Постапката за жал е по член 6 правично судење. Судот во Страсбург веќе тие постапки не ги смета за приоритетни, траат 6 до 7 години. Околу 2,5 години откако ние имаме поднесено, се уште е во тек постапката. Во врска со судијата, знаете дека не е само тој кој е обесправен во оваа држава, и председателот на Уставниот суд, господинот Трендафил, и уште 5 суди кои исто така беа разрешени на незаконит начин. Што значи ние во Македонија имаме 7 суди, а во тек е постапка и за јавен обвинител кој бил исто така разрешен. Не знаеме точно, меѓутоа имаме луѓе, професионалци за кои Страсбург кажува дека нашите органи не ги третирале фер и правично. И што е најстрашно, Страсбург вели во Македонија судскиот совет е зависен и пристрасен. Тоа скоро да не се случува во Европа, да некое толку важно тело во правосудството биде оценето како зависно и пристрасно. Страсбург е неутрален и ја кажува вистината. Значи веќе не се работи за нашите сомненија или за нашите извештаи, соопштенија. Сега се работи за утврден факт. Конкретно судијата, јас го следев и тој предмет, даде гаранција откако скоро 2 години обвинетото лице беше во притвор. Тој месец му истекнуваше вкупното траење на притворот. На притворот, добро. Максималното според нашиот закон за кривичната постапка. Судијата Митриновски поврза 2 алтернативни мерки, што Страсбург од секогаш кажувал дека е можно и дека е потребно. Со неколку алтернативни мерки е многу поголема веројатноста дека лицето ќе дојде, ќе се појави на судење, како што е во случајот да го обезбедите гаранцијата присуството, да. и кукниот притвор. Ова што го кажа судијата, дека тој директно ја пременувал Европската конвенција за човекови права, им е нешто непознато на нашите суди. Нема да најдете вие пресуда каде што некој судија ќе каже дека се повикува на Европската конвенција, кога таа е можеби во судир со законот за кривична постапка, затоа што според нашиот устав, како што и беше кажано, конвенцијата е над законите и со закон не може да се менува. И сега да се навратам на вашето прашање. Случајот со судијата Митриновски беше за организиран криминал, кој организиран криминал беше втора акција на владата од тоа време, каде што владата во тоа време сакаше да покаже дека тргнала во борба против организираниот криминал. Дури на момент успеа да не убеди нас. Ова е раното владење на ВМРО ДПМН и нивните коалициони партнери. Меѓутоа се сеќавате како заврши Змис Колко. Толку многу луѓе во притвор без никаква причина. Луѓе напатарени кои наводно се уште трае процесот. Не знаеме ни дали се виновни. Страсбург исто донесе одлука? Да, тоа е по наша апликација исто така, каде што беше донесена одлука дека неправично биле луѓето држани во притвор. И сега замислете, имате луѓе кои беа обвинети за организиран криминал, што потоа произлезе дека нема организиран криминал, кои наводно краделе пари на патарина, и нив ги држите во притвор над 11 месеци, дел од нив, а овде имате злосторничко здружување, организиран криминал, изборни измами, и судот кажува дека апсолутно нема причина за притвор. Така да, можете слободно да ги поврзете овие два примера како два екстрема на правдата во Македонија, односно како екстреми на неправдата во Македонија. Ако сето тоа го поврзаме со изјавата односно соопштението на долго соопштение на специјалното јавно обвинителство дека 8 институции одбиваат да соработуваат, меѓу кои Скопска единица и обвинителството имаат условно кажано одредени обструкции во поглед на обезбедување на доказите. Овие институции кои се набројани, сигурен сум дека има и други институции што тоа го прават или поединци од такви институции, заборавиле намерно дека тој закон е донесен од страна на собранието со повеќе од двотретинско мнозинство, односно со 106 гласа за, само еден воздржан и само еден против. Кога вие имате тело кое скоро со консензус било оформено во државата,
треба да му оставите одврзени раци да работи, особено кога се работи за сериозни кривични дела за кои наводно се сторени, за кои слушнавме од прислушуваните материјали. Јас целосно го разбирам специјалното јавно обвинителство, што бара да постои еден член кој би бил во веќе постоечката глава. Ние имаме веќе една постоечка глава во кривичниот законник, која вели кривични дела против правосудството. Токму тоа се случува сега со специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, таму имаме непријавување на кривично дело, што според нелегално прислушуваните материјали се случувало. Луѓе биле свесни на различни нивоа политички, биле свесни дека се прават кривични дела за кои има казна над 5 години и во тој случај тие морале да пријават. Ако не пријават, тоа се нарекува кривично дело против правосудството. Потоа, таму во таа глава има давање лажен исказ, меѓутоа нема конкретно несоработка помеѓу органите. Затоа што во една демократска држава вие сметате дека органите меѓусебно ќе соработуваат, особено органите кои го сочинуваат Тие ви правосудството. велат, дојдете и сфотокопирајте се што ви треба и работата е завршена. Отворени се канцелариите на катастарот, да речеме ги имате на нашата веб страница. Такви беа одговорите на дел од институциите. Специјалното јавно обвинителство не е здружение на граѓани па да се обраќа со барање за информации од јавен карактер. Се обраќа за барање на сите информации кои седат во архивите на институциите. И едноставно, досега, од нашата пракса на следење судски процес, секогаш кога од една страна имате државата, јавното обвинителство добивало одврзани раце на штета на граѓаните, кога нели од спротивна страна била државата, и секогаш сме укажувале на тоа дека јавното обвинителство е едноставно, еднаквоста на оружјето не постои, јавното обвинителство е над сите, ги има сите институции, нему му се испраќаат дописи, му се обезбедува пристап до документи и информации, додека на адвокатите и на граѓаните тоа не им е обезбедено. И сега одеднаш имаме ситуација каде што на јавното обвинителство не му се овозможува и да тие се жалат. И сега како да постои паралелен универзум во Македонија. Имаме нели неколку јавни обвинителства кои меѓусебно како да не се поднесуваат. Да. Односно ова јавно обвинителство кое го имавме претходно, како да не му е симпатично, како да гледа конкуренција во ова друго обвинителство, сите заборавајќи дека тоа беше формирано преку консензус во собранието, што би значило преку непосредна одлука на нашите представници во собранието и со бадинтеровиот систем. Значи сите преку нашите пратеници го оформивме ова специјално обвинителство, за сега институциите на државата да му смеќаваат во неговата работа. Тоа не е дозволиво. Господинот Тодор Петров поднесе иницијатива до Уставниот суд за оценка на уставноста на овој закон. Очекувате некаква разврска дека би можело да има? Да стои во фиока и да виси како дамоклов меч цело време додека работи јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство? Не знам зошто Уставниот суд не стави таа иницијатива прва, пред да стави иницијативата за законот за помилување. Имајќи предвид дека законот за помилување е донесен 2009 година, а законот за специјално јавно обвинителство само пред неколку месеци. Јас на вистина не сакам да верувам, но имајќи ги предвид овие последни 6 години во правосудството во Македонија, а во поново време и уставната пракса, на вистина понекогаш мислам дека ова е џокер кој власта го држи во своите раце. Господа, време за реклами, веднаш по нив продолжуваме со останатите прашања. Останете со Телевизија 21. Почитувани, добредовте назад, го гледате најновиот дебатен магазин на Телевизија 21 Клик Плюс. Дискутираме кој зошто ја попречува правдата во Македонија. Господине Цветанов, пред рекламите дискутиравме во врска со определувањето на мерката притвор. Би ве запрашал доколку направите одредена споредба со определувањето на мерката притвор во случајот шпион и неопределувањето на мерка притвор во делот осумничените во акцијата Титани, каква би била врската? Има ли селективна правда во ова прашање? За жал, владеачката ВМРО ДПМН ги симна стандардите на функционирање на сите институции, вклучително и на судството, и дојдовме до ситуација на функционалност преку нарачка. Онаму каде што имаат интерес, судиите определуваат притвор, а онаму каде што немаат интерес, видовме преку случајот Титаник, не даваат притвор, иако постојат елементи кои што ги исполнуваат сите критериуми за определување мерка притвор. Не само преку случајот шпион, туку и преку многу други случаи се изнагледавме на
определување мерка притвор во ситуации каде што воопшто не е потребно или не треба да се даде притвор. Имаат определено мерка притвор на лица кои што биле во сериозна и тешка здравствена состојба, и тоа се многу. Имаме случаи каде што лица починале заради определување на таа мерка притвор, иако знаеме дека тоа е мерка за обезбедување на присуство, а не е мерка за тортура врз луѓето, но за период од една година додека бев во притвор, се изнагледав на еден куп случаи на лица со сериозно нарушена здравствена состојба, лица со срцеви операции, лица со сериозни пореметувања на здравствената состојба, каде што некои резултираа и со смрт. Едно лице во случајот шпион беше уапсено после операција на тумор на мозокот, иако знаеле дека е на боледување постоперативно, лицето беше апсено со специјалци, малтретирано и на крај човекот почина. Исто така во притворот донесоа и човек со скршен рабет после сообраќајка и го држа неподвижен во притвор и тој човек го загуби животот на 33 години. Има многу такви случаи каде што и правно немало никакви елементи дали лицето ќе се даде во бегство или би го повторило делото или би влијаело на сведоци, бидејќи станува збор за луѓе кои што и немале некаква можност да ги исполнат тие критериуми за определување на мерка притвор, но се со цел да се исполнат желбите на власта и остварување на оној медиумски ефект, дека тие работат, дека тие се борат против организираниот криминал, апсеа на филмски начин, што е можно поголем број на луѓе, се со цел да покажат пред обичниот граѓанин дека Министерството за внатрешни работи, во тоа време предводено од Гордана Јанкуловска, се бори против криминалот, а од другата страна го крие вистинскиот криминал во континуитет. Терајќи го ја таа динамика, Министерството за внатрешни работи успеа преку притисок, велам Министерството за внатрешни работи, не судот, затоа што дојдовме до ситуација Министерството за внатрешни работи да диктира кому ќе се даде притвор, а кој не. Преку праксата, можеби судијата добро го знае тоа како функционира во пракса. Имаме ситуации каде што пред да се случи акцијата, луѓе од врвот на Министерството за внатрешни работи одлучувале кои лица ќе бидат уапсени, на кои лица ќе им биде дадено притвор, сметајќи дека ниту еден судија не смее да приговори на притисокот што го прават тие, и колку време ќе лежат во притвор, одејќи до тој степен да знаат колкава ќе биде висината на казната. Ние за нашиот случај конкретно се запрепастивме пред 4-5 месеци, значи после политичките бомби, после договорот од Пржино, во една прилика на разговор, односно замерка од страна на заменик министерот Чавков, зашто се унапредило лице од случајот шпион во Управата за безбедност и контраразузнавање. Одговорот бил тоа, али лице е со презумпција на невиност. Не е потврдена пресудата на апелација, уште сме во судска постапка. Реакцијата на Митко Чавков била прашање на ден е кога ќе бидат потврдени сите пресуди за случајот шпион. Значи станува збор за еден воспоставен систем од страна на Министерството за внатрешни работи, односно од страна на врвот на владеачката партија преку Министерството за внатрешни работи, на селективна правда, односно преку план апсење на луѓе, креирање на некаква слика преку медиумите, оцрнување, кршење на презумпцијата на невиност преку самите акции. Случајот шпион, името на акцијата шпион, што значи? Директно кршење на нашата презумпција на невиност. Или случајот монструм. Значи, станува збор за некои. Уште од самото име на акцијата. Втора фаза. Ние уште сме во состојба на сослушување пред инспектори. На сите медиуми се труби дека е фатена група која што вршела шпионажа, вршела серија кривични дела. Тоа не се кажува со акцент на предпоставка, туку со за уверување дека тоа е така. И луѓето, лицата кои што беа апсени последниве десетина години, уште од денот на апсење ги перцепираа веќе како осудени криминалци. И токму одовде се појави потребата на формирање на Комитетот за заштита и правда, со цел на вмрежување на сите лица кои што се жртви на правосудниот систем, односно на монструозниот систем на Министерството за внатрешни работи, предводен од Гордана Јанкуловска, меѓусебно запознавање, меѓусебно помагање колку можеме
и со цел во иднина наш координиран заеднички настап пред институциите, односно во борбата до доаѓање на некаква правда, кој ќе има можност. Да, господине Кратовалиев, дали при преземањето на пуч, јавното обвинителство било должно да ги достави и доказите на специјалното јавно обвинителство? Овие изминати неколку недели цело време во јавноста се лиферуваат одредени информации околу тоа дека јавното обвинителство не соработува со специјалното јавно обвинителство, односно дека практично тука лежи обструкцијата на дел од оние случаи за кои што треба да постапува, односно пројавило интерес да постапува специјалното јавно обвинителство. Видете, сега за конкретниот случај не можам да Ве прашувам како конкретен адвокат, одговор. да. Можам да се надоврзам на ова па да го изведеме и заклучокот за пуч. Специјалното јавно обвинителство, како што и соговорниците претходно кажа и убаво елаборираше Воислав, е со исти ингеренции како што го има и редовното јавно обвинителство. Ние секогаш сме се судирале со јавното обвинителство од другата страна на нееднаквост, би рекле, на оружјата. Значи, она што е сосема спротивно од Конвенцијата за човековите права и фер судење, заради тоа што нив им биле не само достапни сите материјали, туку често пати, значи, нас ни биле и оние кои што тие ги презентирале под закрила, да речеме, на тајност, спречувано да ги видиме. Сега доаѓаме до една апсурдна состојба. Гледајќи ги, можеби комично ќе ви звучи, меѓутоа гледајќи како работи специјалното обвинителство, тоа е многу поинфериорна состојба од онаа која што ние сме биле во изминатиот период, што е нешто несфатливо. Знаете што кај нас сега на голема врата се гледа еден двоен морал на функционирање на правосудниот систем. Значи, и тоа не се крие. Значи, таквото функционирање фактички е едноставно демонстрирање, да речеме, на мускули, на сила и се сака да се види тоа, со тоа што треба да се створи еден многу невкусен печаток, дека не се работи за колеги, туку се работи за некоја надворешна инсталација која што се надоврзува на тоа дека некој нешто од надвор ни прави и така натаму. Кога ме прашувате за тоа, не постои нешто кое што би требало ова јавно обвинителство специјално да го побара, а да не му биде достапно. Значи, конечно, тоа е тука како и редовното јавно обвинителство. Јас не гледам зошто колегите од едното не би им помогнале на колегите од другото, затоа што тоа е практично во интерес за она за кое што таквиот институт на јавно обвинителство и постои, а тоа е гонење на кривичните дела. Тие постојат за општеството да го исчистат од криминалот. И сега, ако тие имаат иста задача и се поставени да ги извршуваат истите работи, не гледам зошто едните не би биле сервилни, услужни, значи не би им помогнале. Апсолутно и за случајот Пуч. Значи, извинувам да се надобрзам само околу ова. Ривалитетот помеѓу двете обвинителства постои со причина. Знаеме дека обвинителството предводено од Марко Зврлевски беше соучесник во сите монструозни дела кои што се случуваа од една страна. А од друга страна знаеме исто така дека Марко Зврлевски беше надлежен обвинител кој што го работеше случајот Телеком. И го затвори, а она што се случи, односно што го слушнавме од сведочењето на господинот Богоевски за онаа фамозна средба во Грција, каде што Кондоминас плаќа 2,5 милиони евра за да се запре истрагата за случајот Телеком. Тоа е известно и го знае јавноста. Со тоа се докажува дека господинот Марко Зврлевски е сторител на кривично дело прикривање, односно заташкување на случај. Вие подобро ќе го дефинирате тоа кое кривично дело е, но тој е сторител на кривично дело и е во групата на осомничени. Оттаму, ова е само еден од многуте докази кои што докажуваат дека чинителите, односно првите луѓе на обвинителството, значи господинот Зврлевски и господинот Илиевски, се директно засегнати заради сторување кривични дела, прикривање, соучесништво и така натаму, кои што се под опасност да бидат откриени од специјалното јавно обвинителство, односно се на пат да бидат комплетно откриени и доставени до некои судови, во иднина можеби специјален суд, посебно оделение. И тоа е клучот за тој ривалитет. Не станува збор за ривалитет заради суети, туку имаме ситуација класична обструкција на работата на специјалното јавно обвинителство затоа што одредени луѓе се директно засегнати. Тоа сакав. Да. Ова што го кажувате, јас да се надврзам. Меѓутоа обструкцијата ние ја сведовме само на паралелното, на другото јавно обвинителство, да речеме редовното, и тоа обструкција имаме и од судот. Да, од Што е нешто апсурдно. беше покажано. Значи, ајде, еве, овдека постои некоја, да речеме, основа која што соговорникот ја кажа. Меѓутоа имаме и од судот.
Значи нешто што е недопустливо. А што ако имаме докази, се извинувам, што ако имаме докази дека суди работеле по нарачка, дека суди вршеле кривични дела, суделе невини луѓе врз база на телефонски јавувања на луѓе од МВР? Па Веќе точно имаме тоа сакам. осомничено управни суди во акцијата Титаник. Повелете, Точно тоа сакам, значи тоа сето имплицира дека многу се подлабоки корените на тој двоен морал. Значи сега ако сакаме да истражуваме секој посебен случај, не знам каде ќе стигнеме, меѓутоа гледате до кај досега мрежата како институцијата Уставен суд, која што е ставена и која што по траењето на мандатот ќе видите каква силина на заштита ужива со цел да обезбеди функционирање на правото и правдата, значи и над собранието поставена, практично како законодавно тело и е коректор што да зборуваме за пирамидата надолу. Петриновски, повелете, побаравте збор. Се наметнува прашањето што го поставивте на почетокот, која попречува правдата. Ако се земе дека извршната власт во спрега со законодавната власт го користи судството како алатка за спроведување на нивните замислени волји, тогаш е јасно прашањето која попречува правдата. Жртва на системот не само што сме ние, туку е спомнатиот случај што беше Бошковски. со Љубе Бошковски. Не знам дали има поголема жртва на правдата. Љубе, уште кога беше уапсен на недостоинствен начин, во време кога не можеше ни да се поведе постапка против него, во време кога не можеше да важат специјални истражни мерки во однос на председател на политичка партија. И според тогашниот изборен законник, и според законот за политичките партии, единствено одговорно лице за финансирање на изборна кампања е шефот на изборната кампања, не председателот на партијата. Значи, во случајов, Љубе не можеше по тој основ да одговара. Друго не може ниедно лице да одговара, па дали е Љубе, дали е друго лице, за време на изборна кампања. На 5-ти кога беше апсен, на 6-ти, пардон, Ден по изборите, само се антидатираат наредбите за да се покријат мерките, иначе не постоеа, за да се покрие само акцијата, која на сите негативен впечаток им остави. Уште траеше изборната кампања. Тоа беше првиот круг, завршувањето на првиот круг. Вториот не беше ни почнат. А ако пак збориме за самото дело што му се стави на терет, тие 100.000 што му беа подметнати не се ни пари, тоа се фалсификат пари, се со серијски број. Ако се парите лажни, знае и колегата Воислав, со фалсификат пари не подобен обид ти нешто да извршиш. Како од оваа временска дистанца тоа може да се докаже? Поминато е многу време. Може да се докаже. Па во самата пресуда воопшто нема одлука за тие 100.000 евра. Да беа прави пари, мораше во пресудата да има одлука за парите. Друго, и сега некоја замерка што наваѓаат, па се води постапка за ровер. Во ровер единствен материјален доказ што имаше беше наводно пиштолот што е од Славчо Кнчев земен. Меѓутоа, тој пиштол во меѓувреме е израјбуван. Значи, смената му е цевката. Ако се смени цевката на пиштолот, ги нема идентификационите знаци на пиштолот, тоа веќе оружје не е доказ во постапката. И значи, нема ни еден доказ тука, ни во таа постапка. Она што се повикува директорот, наводно на некои пречки, од сите институции има позитивно мислење дека сите услови се исполнети, и правни и законодавни, значи исполнети се услови за да ги добие тие 3 месеци затвор. Одредбата на член 206 од Законот за извршување на санкциите е сосема јасна. Ако му е дадено дискреционо право на директорот, ниедно дискреционо право не е апсолутно. Значи,
ставот 2 што беше спомнат, кој ги поврзува со материјалните критериуми кои треба да бидат исполнети, а се исполнети и се подкрепени со соодветни докази, значи на него му го ограничуваат дискреционото право и го сведуваат на обавезно право. Значи, таа работа што ја заслужил тој осуденик треба да се изврши. Може да биде повикан на одговорност директорот? На злоупотреба на службената положба. Класична злоупотреба на службената положба. Некој пат кога ќе се смени системот или ако се сменат лицата кои сега одлучуваат за нечии судбини, тогаш ќе се повикаат на Ваквото таква одговорност. на дискреционото право оди во самоволие, а потоа прераснува во самовластие, значи нешто што е недозволено. Значи дискреционото не е апсолутно право. Не е апсолутно. Дури ни во монархиите таквото право монархот го нема. Она што да се надоврзам бидејќи во двата процеса учествувам, значи кога зборуваме за господинот Бошковски, тој точно на средина на изборен процес беше уопсен што е забрането кога се работи за лидер на политичка партија. Меѓутоа тоа беше целосно занемарено. За кампања не сме да се слушкува. Да. Понатаму имавме ситуација во која што имаме вештачење. Рековте како од оваа временска дистанца. Имаме вештачење на Министерство за внатрешни работи, кое што не знам дали е заборавено, меѓутоа влезено во предметот каде што се вели дека во 100.000 новчаници што беа На две фолии само се најдени отисоци. фатени се извинувам, пронајдени се папиларни линии на две женски особи. Тие што ги пакувале парите во Народна банка. Никогаш машко лице не е допрело таква пара, нели, господин Бошковски сепак знаеме дека е маш. По име презиме наведени жените. Да, повелите. Од друга страна, ако зборуваме за самата кампања и за во кампањата се отвара на политичките партии посебна сметка. 20 дена трае. Таа се пријавува. Значи, севкупните средства кои што стигаат за време на тие 20 дена мора да стигнат на сметката на политичката партија која што е за таа изборна кампања. Таа се пријавува во Државната изборна комисија, Собрание на Република Македонија, Министерство за финансии и така натаму. Да не должам повеќе. Значи, 1 денар пари на политичката партија Обединети за Македонија нема влезено, а да не се оправдани и да не се знае од кое лице се влезени. Значи, 2 пати во 2 години поред е правена ревизија на сметката на таа политичка партија и ниту еднаш од страна на ревизорот не е најдена злоупотреба или е најдена приметба на таа. Политичката партија мислам дека уште должи за средства. Ниту еден денар од оние кои што се наведуваат дека господинот Бошковски ги земал не се влезени во политичката партија. Како извршено финансирањето се поставува? Како фактичко диси? Апсурдна работа. Значи, не може да а посебно што вториот пат, значи, предавањето на наводните 100.000 евра се врши 6 на 6. Изборите и изборната кампања завршува 24 часа пред денот на изборите. Значи, тогаш се завршува, тогаш се затвара сметката. Дури и да се сакало фактички, средствата се земени 2 дена од како правно завршиле избори. Не сакам да ве оптеретувам ниту јавноста, вие не знаете кои се... Повелете Митриновски, да. Да, доврашам уште што беше спомнато и кривичното дело шпионажа. И за тоа кривично дело, апсолутно, ако се судски гледа, не се исполнити критериумите ни за тоа кривично дело. Треба за тоа кривично дело неколку елементи прво да бидат исполнети. Прво да се работи за државна тајна. Таа државна тајна си е во самата одредба 316 став 6 е дефинирано што значи државна тајна. Во тоа купче луѓе што одговараат и лица кои немале воопшто допир со државна тајна. Воопшто во нивната работа не ни располагале со документи со назнака на државна тајна. Дури лица што не располагале ни со елементи со ознака на строго доверливо, а камоли државна тајна. Значи, и за тоа дело треба да биде дефинирана странска разузнавачка служба. Не е дефинирано. Треба да се дефинираат сите облици на извршување, дали ќе биде со соопштување, дали ќе биде со предавање, дали ќе биде со прибирање на податоци за да се предадат на странска разузнавачка служба. Се тоа треба да биде конкретизирано и да биде пак и конкретниот објективен услов на инкриминација исполнет, да се загрозени заштитните објекти предвидени во став 6 на таа одредба, а тоа се
безбедноста да е загрозена на Република Македонија и во политички и во економски смисол. Како се го поврзувате со случајот Пуч? Случајот Пуч исто така е, да не речем, на стаклени нозе и тука воопшто искусен судија тоа да го води не би поминал таков предмет кај искусен судија. Прво се трга од насилство. Дали едно насилство може да постои ако со усмени зборови на некој му се бара да се спроведе одредена работа, без да му се врши некој таков притисок, па тој да се почувствува загрозен или јавноста да ја почувствува таа загрозеност. Оти тоа мора да се имплицира и во јавноста. Јавноста да биде загрозена од тоа што е како насилничко однесување, дури тоа насилничко однесување треба да оди до степен на нанесување, без нанесување на телесна повреда, значи треба да е изразено насилничко однесување. Тука нема такви елементи. Значи, не насилничко однесување нема, а камоли па Пуч. Затоа и конкретно одговори и министерот за одбрана кога рече каков Пуч бе, војската си е во касарната, полицијата си е во станицата. Ова само, Повелете за се, двата случаја да. дека се ги поврзаа. Пред неколку дена во јавноста Мирка Велиновска рече дека има поврзаност помеѓу случајот Шпион и случајот Пуч. Добра. Се согласувам, има поврзаност. Случајот Шпион беше генерална проба како може да се монтираат тешки кривични дела на невини луѓе. За да видат како понатаму ќе успее да се монтира и случајот Пуч. Во тој дел можеби само е во право дека има поврзаност, ништо друго. Јас за специјалното обвинителство сакав Да, да се добре. надоврзам. Според законот со кој е основано, знаеме како се вика законот, со долгиот назив, да не го дефинираме. На тоа обвинителство дадено му е исто така наречена да е правна супермација во однос на постоечкото обвинителство. Бидејќи тоа со законот е основано за да действува на целата територија на РМ и така е дефинирано во одредбата за неговата надлежност дека може да ги превзема сите, значи действија Кои произлегуваат од тие кривични дела и да нареди на сите органи на кои ќе се обрати да му ги дадат предметите или доказите со кои располагаат. Значи тоа и над постоечкото обвинителство има, значи, надредена улога, а не подредена каква што му ја дадоа. Значи обструкцијата што ја прават и обвинителството, а и судот, значи му ја попречуваат работата и пак ќе се навратам до дека не се основа специјален суд или специјално оделение и во прв и во втор степен нема успех да има тоа обвинителство. Господин Митриновски, велите дека една од главните поенти зошто е попречувана правдата во Македонија практично спојот на судската и на извршната власт. Да. Се сеќаваме на една ваша посета на поранешниот премиер Никола Груевски во владата на Република Македонија. Многу ми смета дека тоа ви е запечатило судиската кариера. Што ви рече Груевски? Дали би можело од оваа временска дистанца да се присетите? Не, сега нема што да се крие, тој ме повика да поднесам оставка. Ама тогаш и да не се бламираме, и јас мислев дека ќе преовлада на некој начин разумот и сепак дека ќе се дозволи да функционира правна држава и да има баре осет или мирис на правна држава, како ќе го насетат тоа и странците и да речат работите тргнале во добра насока. Значи, и на мене ми беше непријатно некој да ме вика, непријатно ми беше и кога и тој и министерката за внатрешни работи се обратија за мое разрешување. Ако се сеќавате, јавно тие истапијато, како не им беше срам тогаш така да истапуваат, а сега поинаку, значи кога се работи за нивна кожа, поинаку се гледаат работи. Ниеден судија не треба да се повикува од страна на извршната власт, да дава или недозволена е комуникација помеѓу Апсолутно. представници на судска и на извршна власт. Тие работи не треба да се практикува заради тоа што тоа е своевиден притисок на... Така. Сега, некои од судиите што имаат интегритет, знаат да преидат преку тие работи и тие работи да не ги
примаат такви какви што ги наложува извршната Има ли суди со власт. интегритет во Македонија се уште? Ваши колеги? Многу се ретки. Може да се рече сега, јас порано се расправав со одредени колеги кога велев 95% од судиите се честни, професионални. Не знам каде отиде тој критериум. Така. Сега не е така. Господин Стојановски, меѓународен мониторинг на работата на специјалното јавно обвинителство овие денови се повеќе се дискутира во јавноста како опција, дали е потребно и зошто? Ние веќе докажавме дека сме банана држава. Во суштина не е добро кога државата кани меѓународни институции да наблюдуваат работата на незините органи. Да. Со тоа самите кажувате дека вие едноставно не сте демократија и не сте држава која е базирана на владење на правото. Сметам дека нивната работа веќе се наблюдува од страна на меѓународната заедница. Прочитав дека можеби ОПСЕ треба да преземе таа улога, па нивниот став е како што е за сите работи, дека државата треба да се обрати. Мислам дека политичкиот притисок и така го имаме. Меѓутоа се покажува недоволен за да пробие во правосудните органи на Република Македонија. Јас лично не сметам дека нашиот устав дозволува вонреден суд како што кажа судијата. Тука некои правници сметаат дека е така, други сметаат дека не е така. Јас лично мислам дека вонредните, така и пишува во уставот, забранети се вонредни судови. Тоа е јасно, за вонредни. Меѓутоа, овој би бил вонреден суд. Овој суд, да кажеме, доколку се следи, нели, како беше крстено специјалното јавно обвинителство, би бил со име специјален суд за одлучување по предметите кои Господин произлегуваат. Катериновски рече специјализиран и специјален. Да. Тие устави што ги спомнав на Словенија, Хрватска и Така. тоа си оперираат со терминот специјализиран. Ворете тоа, меѓутоа овде се работи за одредбата- вонреден, а овој би бил баш вонреден суд. Да. Без измена на уставот не би можело да дојде до тоа. Така да, јас сметам дека доколку веќе има некаков надзор, дека е можеби подобро уставот да се измени, меѓутоа тоа повлекува други опасности. Не случајно е таму во уставот запишано дека се забранети вонредни судови. Тоа е така за наша заштита. Што ако утре власта одлучи, откако би се направила таква измена, да формира 10 вонредни судови? Па едните судови, еден суд од тие ќе ги гони, тоест ќе суди во предмети каде што лица од опозицијата им се заканувале на политичари од позицијата. Разбирате, ова е демократска придобивка, да забраните вонредни судови. Меѓутоа, кај нас толку се изместени работите од колосек, што понекогаш ни се чини дека некои решенија во нашиот случај се подобри. Но така не би ја изградиле демократијата, како што не би ја изградиле и со надворешен мониторинг. Ворете да дадете дел од суверенитетот. Но да го дадеме во Европската Унија, да ги почнеме пристапните преговори, па да, на тој начин да го предадеме суверенитетот. Мислам дека премногу го имаме предадено суверенитетот за уште дополнителен надзор да има врз Република Цветанов? Македонија. Во однос на тоа, само ако може да се секако, дополни. повелете. Точно е пред што спомнавме 98 став 2 дека Од уставот, така дека забранува вонредни судови. Вонредни судови се мисли на преки судови. Јас бев 20 години судија во воениот суд во Скопје. Тоа се мисли на адхок судови, преки судови кои се формираат во воена или кризна ситуација. Не се работи за такви судови. Ставот 3 од истата одредба вели можат да се формираат и други судови согласно закон. Така вели таа одредба. Тука гледам вентил, значи на дозвола и да го крстиш ти специјален суд. Во таа смисла. Специјално е времето. Никој пат ситуацијата не била полоша во правосудството од денеска. И додека не се изнајде некој инструмент кој ќе овозможи работа на специјалното обвинителство и предметите да се ефектуираат, нема чајре друго. Како поранешен судија, како ја оценувате работата на судскиот совет и на советот на јавни обвинители? И двата органи не може да имаат епитет на независен трибунал според конвенцијата.
И во мојата пресуда и во пресудите после што уследија за Виолета Дума и останатите, си стои дека тој трибунал не е независен. Значи и оценка и на Европскиот суд за човекови права дека сите наши правосудни органи не се независни органи. Тоа се однесува и на Советот за обвинители, тоа се однесува, дури се однесува и за Сдруженијето на правници, кое исто така е алатка само во раците на извршната власт. Водено е од човек кој ги исполнува нивните желби и критериуми и тоа само едноставно фигурира како здружение. Не може да биде од типот, да речеме, на здружението во Словенија, каде што има резултати тоа. Дури и синдикатот што е формиран таму во рамките на правосудството е со таква јачина да сите тие два органи учествуваат во сите подготовки на сите закони кои се донесуваат за правосудството. Тука кај нас тоа го нема. И законите што се однесуваат за правосудството се донесуваат или по скратена постапка или без јавни расправи и без учество на правосудните лица кои се најнадлежни да се произнесат по тие закони и тие да ги креираат, не само да се произнесат, туку од нив да потекне иницијативата, тие да бидат креатори на законите, а после тоа само да одат на... Порано имаше една комисија, собраниска комисија за законодавство. Ја водеше Елена, сопруга на судијата Симе Малинков. За неа такво мислење имаше, дека таа жена кога ќе го прегледа законот и кога тој закон ќе оди на собраниска комисија и пред парламентот, тој закон поминува заради тоа што сите филтри се поминати. Пречистање и законот и е направен законот за негова примена. Сега тоа не е случај. Дури разбрав дека таа собраниска комисија не е ни во склопот на Министерството за правда, како што беше порано, туку дека е сместена некаде во просториите на Технометал и како некоја... Секретаријат за законодавство. Технометал. Да, таму се. Таму некаде. Во однос на прашањето што ме прашавте, состојбата во Македонија е повеќе од алармантна. Сите веќе гледаме и заклучуваме дека стотина судии и 50 обвинители се директни виновници за состојбата во која што се најде државава и за цела оваа политичка криза која што е многу длабока. Со тоа што тие стотина судии со 16 клучоци и 50 обвинители се продале на еден или друг начин или станале сервилни на власта, тие се соучесници во огромен број на предмети каде што е скршено правото. Во делот на делување на специјалното јавно обвинителство, како нова и единствена институција која што функционира согласно законите и согласно принципите на функционалност на институција, е неопходно функционирањето на некаков посебен суд. Дали тоа, штом не е дозволено со устав како специјален суд, постои можност и ние како Комитет за заштита и правда се обративме до јавноста и ја предочивме од можноста што и самиот судија ја напомена, дека во рамките на Кривичниот суд Скопје може да се оформи посебно одделение од неколкумина судии кои што би ги разгледували и би постапувале по предметите од специјалното јавно обвинителство, кое што исто така мора да се земе во предвид дека и во апелациониот суд би требало да се оформи такво одделение кое што ќе постапува по тие предмети. Бидејќи ако оставиме сегашните судии со овој состав да одлучуваат по предметите од специјалното јавно обвинителство, повеќе од јасно е дека ќе се соочиме со обструкции и кочење на работата и попречување на правдата. Не случајно специјалното јавно обвинителство побара и посебно кривично дело попречување на правдата, бидејќи тие преку нивната работа секојдневно се соочуваат со намерни обструкции и попречување на правдата. Господине Знаете што? Кратовалиев, да повелам. Благодарам. Јас кога би зборувале сега новаа тема, она што Воислав секогаш го протежира, тоа е демократијата и демократијата ја застапува токму таа институција, значи која што и најповикана се бори за демократијата и за човековите права.
сепак мораме да водиме сметка за една работа. Тоа е дека ние имаме атипична состојба, значи која што во ниедно демократско општество не може да се доживее. Тоа е имаме институции кои што се повикани во правосудството да ги тангираат и решаваат за најголемите човекови добродетели, а каде што во законот никаде не постои етичкиот кодекс на нивното постапување. И сега вие имате цела низа правни норми, меѓутоа за тие правни норми стои етичкиот кодекс на лицето кое што постапува. Значи неговиот морал и неговата висока функција која што ја извршува, која што го тера во рамките на тие органи да постапува најморално, најпрофесионално и така. Тоа кај нас се губи. Значи, оној момент кога ќе го изгубите тоа, вие веќе имате гол закон. Значи, имате закон кој што постои само како правна норма, а кога што имплементирањето на истиот, употребата, животворувањето, значи, е оставено на лице кое што не е подготвено за такво нешто. Сега, кога би се обиделе, значи, да вметнете демократски начин на едноставно профункционирање на системот е многу тешко во рамките на законите, затоа што никаде, во ниту една земја, најмалку во Европа, некој би можел да предвиди дека постои таква ерозија на етичкиот кодекс на сите нивоа во различните институции повикани за тоа. Доколку и постои, во една институција би било изолирано. Меѓутоа, кога се надоврзуваат цела низа институции и кога тие како синхрон механизам постапуваат атипично, значи недемократски, вие многу тешко со демократски средства и со оние закони кои што ви се ставени на располагање можете да се изборите за такво нешто. И затоа сега се поставува прашање, затоа ние дојдовме во ситуација да имаме специјално обвинителство. Земете го примерот, сите овие лица кои што се во специјалното обвинителство се обвинители кои што потекнуваат од редовното обвинителство. Значи како тие биле добри таму, како таму можеле да работат, функционираат со долгогодишно искуство, сега наеднаш кога доаѓаат во специјалното обвинителство, тие не идуваат на опструкција, значи ајде да не речам, не сакам да именувам сега отворено омаловажување на нивната работа од страна на колеги, па дури од Советот на јавни обвинители. И сега можете да замислите како би се случувало понатаму. Најверојатно би требале да бараме некои решенија. Можеби вонреден суд како термин не би можел да одговара, меѓутоа оделенија, специјални оделенија во рамките на првостепените и второстепените судови и инстанцијалната постапка во кои што би се процесуирале делата од страна на специјалното обвинителство. Се разбира дека и таму ќе бидат суди истите оние кои што се професионалци сега, нели, како што и во самото обвинителство. Меѓутоа кои што ќе дадат гарант на правичноста на постапувањето инстанцата и на некој начин ќе ја вратат вербата во судството, како што мене ме срекаваат многу луѓе на улица, верувам се случува и на другите колеги ми бараат начин како тие своите неправди од системот можат да ги достават до специјалното обвинителство. Да не ме разбират. Значи тоа би се случило и со судот и со све. Постои една страшна ерозија, значи на Господине Стојановски, сосема за крај. чудно постапување. Како ја оценувате пресудата за 150 евра за 10 мароли во поглед на цел овој галиматија што се случува околу правосудството, околу во јавноста се крена на вистина една лавина од реакции, посебно на социјалните мрежи, се собра и парите да му се дадат на тој човек кој што треба да ја плати казната од 150 евра. Како во оваков правосуден систем да се процесираат овие постојните и оние што ќе следуваат обвинени? Уште еден пример за селективната правда. Удрете по сиромашните кога не можете по богатите. Од друга страна и полицајците имаат задача денеска да казнат 20 луѓе. Не им е најлесно да ги казнат оние што први ќе ги сретнат и со тоа завршиле својата задача за денот. Камо да беше толку ефективна и полицијата и редовното јавно обвинителство од формално правен аспект. Кога законот им дава можност, овластување, да го користат до крај. Меѓутоа, се уште обстојува чувството дека законите, оние кои треба да ги спроведуваат, ги читаат во зависност од моментот на случувањата, на актуелните случувања. И особено, доколку имате државата од другата страна, како оштетена или како оној кој гони, тогаш граѓаните на вистина воопшто не се на еднакво рамниште. Судството е тоа кој е последниот бастион на заштита на човековите права. Кај нас, за жал, се уште обстојува оној социјалистички елемент кај судиите, дека со тоа што тие се дел од власта, тие се и државата. Што не е така. Таа трета власт е токму замислена за да ги контролира, односно да биде последна инстанца за неправичните одлуки
на законодавната, особено на извршната власт. И тука, во тој систем, Уставниот суд, како навистина последната инстанца која треба да се почитува и да ги штити човековите права, во 2012 година, 2013 поточно, кога законот за лустрација, кој ние и други го споривме пред Уставниот суд, кога тоа помина низ Уставниот суд, тогаш јас лично почувствував дека падна и последниот бастион за заштита на човековите права во Република Македонија. Господа, времето за дебата е толку, темата е интересна, секако станува отворена поканата и за во некои од следните изданија на Клик Плюс. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието и довербата. Останете со програмата на Телевизија 21. Во 23 часот се вестите на албански јазик, во 23:15 вестите на македонски. Ви посакувам добра ноќ.